Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, драги пријатели, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Калвадарци. Започнуваме нашата дневна емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Денешнава емисија би започнал со еден библиски текст кој го наоѓаме во Псалам 119:105. Твоето слово е светило на мојата надеж. Надежта во Исуса Христа ни дава сила за утрешниот ден. Понекогаш денес е премногу, денот може да биде премногу тежок. А утрешниот може би и непознат, секако не знаеме што ќе се случи утре, но Бог еве ни дава надеж што не води чекор по чекор. Ние не мора да го знаеме сето тоа патување. Значи, тоа патување не може да го знаеме од почетокот до крајот како ќе биде, но доволно е да веруваме во оној што го води тој пат, односно тој што ќе не спроведе по тој пат. Но Библијата нека биде тоа светило кое ќе го расветли, ќе го осветли патот по кој ќе одеме денеска. Не знаеме на што ќе не идеме, но надежта во Бога и Словото Господово, речта Господова, Светото писмо, Божиот збор, нека го осветли нашиот пат и тамо кај што ќе не идеме на дупки, на нерамнини, на пречки, тој ќе го осветли тој пат да може побезбедно да поминеме. Речта Твоја или Твоето слово е светилка на мојата надеж или на мојата нога. Господ нека биде наша надеж и денеска, почитувани гледачи. Да ја видиме сега самата молитва, односно да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин.
Парабола за Царството Божјо. Стигнување на бурата. Глава 4. И пак почна да проучува покрај морето. И се собра околу него многу народ. Он влезе тогаш во кораб во морето и седеше, а сиот народ стоеше на суво покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи и во пулките своји и велеше: Слушајте, ете излезе еден сејач да сее. И се случи кога сееше едни зрна да паднат покрај патот, па долета птиците небески и ги исколваа. Други паднаа на каменито место каде што немаше многу земја и набрзо изникнаа, оти земјата не беше длабока. А кога изгреа сонцето, тие свенаа, па како немаа корен, се исушија. Некои паднаа во трње и израсна трњето, ги задуши и не дадоа плод. А други паднаа на добра земја и почнаа да даваат плод, што израсна и узреа и принесоа кој е 30, кој е 60, кој е 100. И им рече: Кој има уши да слуша, нека чуе. А кога остана сам, оние што беа околу него заедно со 12 го прашаа за параболата. И им кажа: Вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Божјо, а на оние надворешните секи им се кажува во параболи. За да гледаат со очи и да не видат, да слушаат со уши и да не разбираат, оти се бојат да не се покајат некогаш, та да им се простат гревовите. И им рече: Зар не ја разбирате оваа парабола? Како тогаш ќе ги разберете сите приказни? Сејачот го сее словото. Посеаното покрај патот ги означува оние кај кои се сее словото, но при кои, откако го чујат, веднаш доаѓа сатаната и им го граби словото, посеано во срцата нивни. Исто така и посеаното на каменито место ги означува оние кои штом го чујат словото, веднаш со радост го примаат, но немаат во себе корен и се непостојани, па кога настане жалост или гонење заради словото, веднаш се соблазнуваат. Посеаното во трње ги означува оние што го слушаат словото, но грижите за овој век, примамливото богатство и други желби, кои кога се вселат во нив, го задушуваат словото и тоа останува бесплодно. А посеаните зрна на добра земја се оние што го слушаат словото и го примаат и принесуваат плод. Едни 30, други 60, а други 100. И им рече: Зар се внесува светило за да се тури под поклоп или под одар? Не затоа ли да се стави на свекник? Оти нема ништо тајно што не ќе стане јавно, ниту пак нешто сокриено, а да не излезе на видело. Ако некој има уши да слуша, нека чуе. И им велеше: Внимавајте на она што слушате, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери и ќе ви се придодаде вам што слушате. Зашто кој има, нему ќе му се даде, а кој нема, од него ќе се одземе и она што го има. Па рече: Царството Божјо прилега на човек што фрлил семе в земја, па спие и станува ноќе и дење, а како никнува и како расте семето, тој не знае. Зашто земјата сама од себе донесува плод, најнапред трева, па клас, а потоа и полно зрно во класот. А кога узрее плодот, одеднаш испрека срп, зашто дошло времето за жетва. Пак продолжи: Со што да го споредиме Царството Божјо или со каква парабола да го прикажеме? Тоа е како синапово зрно, кое кога се сее в земја е помало од сите семиња земни, а кога се посее, израснува и станува поголемо од сите растенија и пушта големи гранки, така што под неговата сенка можат да се засолнуваат птиците небески. И со многу такви параболи им го проповедаше словото колку што можеа да слушаат. И без параболи не им говореше, а на учениците свој насаму се им објаснуваше. Тој ден вечерта им рече: Да минеме на спротивната страна. И кога го отпуштија народот, учениците го зедоа со себе како што беше во коработ, а го следеа и други кораби. И се подигна голема бура, и брановите се префрлуваа во коработ така што тој веќе пропаѓаше. Он пак
Беше на кормилото и спиеше на возглавница. Го разбудија и му рекоа: Учителе, зар не ти е жал што загинуваме? А кога стана, му забрани на ветрот и му рече на морето: Молкни, престани. И ветрот стивна и настана голема тишина. Па им рече: Што сте така плашливи? Како немате толку вера? И ги опфати голем страв и говореа еден на друг: Кој е пак овој што и ветрот и морето го слушаат? Растење со делење. Марк уживал во пријатниот разговор, јапонскиот чај и колачето од ориз во домот на господин Комори, кога другите гости почнале да ги заземаат своите Библии. Сите го погледнале со
исчекување. Дали би сакале да проучувате со нас? Љубезно го прашале господинот Комори. Марко речиси се засркна пиејќи чај. Мислеше дека целта на собирањето е добро дружење. Освен тоа, не можел да пронајде вистински одговор. Марко одржал многу библиски часови во христијанска школа за англиски јазик во Јапонија. Сите негови часови биле грижливо испланирани. Таму лесно можел да предава за Библијата, но спонтан разговор за Бога, тоа е нешто сосема друго. Почитувани пријатели, уште во детството ги слушал овој човек сите библиски прикази, меѓутоа тие лично нему многу малку му значеле. Го правеле сето тоа она зашто знаел дека е погрешно во Божите очи, затоа и се држал повлечено. Како можеше на другите да им говори за Бога кога ни самиот него познаваше доволно? Сега додека седел на отоманот, обкружен со луѓе кои чекале, неговиот свет се уривал. Во миг на страв, на памет му дошле библиски зборови, библиски текст кој вели дека Светиот Дух ќе ни ги даде вистинските зборови кога ќе не повика да поседочиме за нашата вера пред луѓето. Тоа го пишува во Лука 12:12. Очајнички тивко во себе изговорил молитва за помош и едноставно почнал со најпознатата приказна, со приказната за изгубениот син. Додека го опишувал овој настан околу Бога и за сето тоа како Бог ги сака, го сака и оној кој затолкал, Марко сватил дека зборува од лопучината на срцето. Неговите зборови дејствувале. Прв пат во животот јасно сватил колку Бог го сака. Таа вечер клекнал крај креветот и му го предал својот живот на Бога, кој конечно за него станал вистински Бог. Тој се чувствувал како изгубениот син. Проповедањето на Божјата љубов била повеќе од вообичаено, апстрактно размислување. Сега тој едноставно бил вистински оној кој го сакал Исуса. И затоа денеска и нас, почитуван, Исус не повикува да сведочиме за него. Пред да се врати на небото, Исус ги задолжил учениците да бидат негови лични представници, негови сведоци на оваа земја. Еве што кажал: туку ќе примете сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци и се до крајот на земјата. Дела на апостолите, 1 глава, 8 стих. Учениците минале 3,5 години слушајќи ги и следејќи ги Исусовите зборови и дела, за најпосле да станат тие лични сведоци за неговата смрт. И Марко, што го спомнавме на почетокот, уживал во пријатен разговор, во јапонскиот чај, колачите од ориз во домот на господинот Комори, кога другите гости почнале да ги земат своите Библии. Сите го гледале со исчекување, дали би сакале да проучувате со нас. Љубезно го прашал господинот Комори. Да, тој одговорил подосна потврдно. И затоа открите го христијанскиот стил на живот. Всушност, еве што вели Библијата. Бог го воскресна овој Исус, за кој ние сите сме сведоци. Дела на апостолите, 2 глава, 32 стих. Исусовите следбеници на денот на Педесетницата го примиле Светиот Дух, кој им дал сила и го преобразила нивното срце. Тие станале сведоци не само на Христовото телесно воскресение и вознесение, туку и на неговата животодавна сила, која им го едноставно променила животот. Како христијани и ние сме сведоци на Исусовото воскресение, бидејќи сме ја искусиле неговата сила на промена и едноставно растење со делење, односно оно што го поседуваме да го делиме со нашите најблиски. Читаме во Библијата: но Бог кој е богат во милост поради својата голема љубов со која не возлюби нас, не оживее заедно со Христа и нас, кои бевме мртви поради нашите греови. По благодат сте спасени и со
него не воскресна и со него не седна во небесните места во Христа Исуса, та во идните векови да го покаже преголемото богатство на својата благодат, според својата добрина кон нас во Христа Исуса. Тоа го пишува во Ефесијаните 2 глава од 4 до 7 стих. Ние оживеавме со Христа и затоа можеме да го прикажеме богатството на неговата милост. Исус Христос бара од своите следбеници на целиот свет да му ја носат радосната вест за тоа што може да стори тој во животот на човекот, и тој ни ветува дека ќе биде со нас, додека ја извршуваме неговата волја. Понатаму читаме: одете и научите ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Матеј 28 глава 19 и 20 стих. Како објавувачи на Евангелието, ние сме Христови служители и управители на Божите тајни, вели Павле во 1 Коринтијаните 4.1. Наша предност е да ја проповедаме силата на Евангелието. Видов промена во срцата на луѓето кои слушнале за Христовото Евангелие. Патував по земјите во кои Христовото име не беше познато, се додека црквата не почна да го објавува Евангелието. Видов како животот на луѓето се менува од нечисти и станува чисти луѓе, како болните стануваа здрави, како по долготраен страв од зли духови ја доживуваат радоста на христијанскиот живот. Видов промени на положбата на жените. Понатаму, кажува овој човек, видов како исчезнува секоја тенина на паганството и стануваат примерни христијански домови. Знам дека Христовото Евангелие е Божја сила за спасение, како што вели апостол Павле. Знам дека додека црквата го објавува Евангелието, се случуваат промени во срцата на луѓето и во нивните домови. Промени видливи во животот на оние кои оговараат, односно кои одговараат на Христовиот повик. Тоа го кажал Ричардс, основачот на радиопрограмата Гласот на пророштвото. Драги пријатели, открите го Христа и христијанскиот стил на живот. Сите денеска можеме да се вклучиме во оваа привлечна работа. Бог нам на слабите човечки суштества ни доделил посебна улога, бидејќи давањето е важен дел од нашето растење, да делиме, за да остане верата цврста, таа мора да се објавува, да се дели со другите. Овде важи правилото: кога се дели, тогаш се расте. Токму како што искусил Марко, кога зборуваме за Бога, тоа ни помага Бог да не исполнува уште повеќе во животот. Со тоа што ја делиме нашата вера со другите, ни помага нашето лично искуство во верата да се продлабочи. Сведочењето за нашата вера во Бога прави ние да растеме во верата. Освен сведочењето со зборови, постојат и други начини на кои можеме успешно да ја извршуваме нашата задача. Сведочење за Христа со начинот на кој живееме е исто така една врста сведочење. Едно момче кој израснало во дом во кој доживувало насилство еднаш забележало: ги гледав моите родители кои со својот пример ми дава целосно искривена слика за Бога. Никогаш не сум доживел некој навистина да ме сака. Луѓето околу нас постојно бараат некој кој ќе им ја покаже вистинската слика на Бога. Тие очекуваат некој кој ќе им ги открие божествените особини. Нашиот начин на живот често е нашата највлијателна проповед во овој живот. Пред некој да се заинтересира за она што го зборувате, тој сака да знае дали вие тоа го прифаќате и живеете. Апостол Петар еве на што не повикува: однесувајте се добро меѓу народите, така што токму во
во она за што ве клеветат како злосторници врз основа на вашите добри дела, кои ќе ги видат да го прослават Бога во денот на посетата, зашто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. 1 Петрова 2 глава 12 и 21 стих. Бидејќи Христос страдаше за вас на Голгота, тој ни е пример за пожртвуваната и несебична љубов. Таа љубов која се одгледува во нашите дела на милосрдие, што им ги правиме на другите, може да стане моќна сила која ги предава луѓето во Христови раце. Понатаму, сведочиме за Христа со нашиот начин на размислување. Често ни се чини, почитувани, дека лесно паѓаме под искушенијата на сатаната, телото и светот. Исус бил, вели писмото, искушуван во се како нас, освен во гревот, Евреите 4:15. Како успеал тој да победи онамо каде што многумина паднале? Кога сатаната го искушувал Исуса во пустината, Исус успешно се бранел цитирајќи ја Библијата, Светото писмо. Матеј 4:4. Христос бил добро подготвен затоа што неговите мисли биле исполнити со библиските вистини. Нашиот ум денеска, растењето во Христа може да ни помогне да се исполни со позитивни мисли. Едноставно, ние обично се обидуваме во нашиот живот да им се спротиставиме на искушенијата кога тие веќе ќе завладеат со нашите мисли и речиси ќе не совладат. Така ги губиме повеќето битки. Меѓутоа, можеме да победиме ако се бориме против лошите навики кои се зачнуваат во нашите мисли. Читаме од Библијата. Зашто тој е таков како што мисли во себе си. Јади и пи, ти вели, но неговото срце не е со тебе. Мудри изреки 27. Христијаните кои растат во верата, во Христа, секогаш ги насочуваат своите мисли кон Бога, кон небото. Бог е поголем од проблемите, почитувани, кои ги обкружуваат луѓето. Тие треба едноставно да се насочат кон позитивните особини кои сакаат да ги усвојат, а не на лошите навики, кои едноставно ги сакаат, или тие навики може да не победат ако се лоши. Радувајте се секогаш во Господа. Пак ви велам, радувајте се, Господ е близу, не грижете се за ништо, туку во се, преку молитва и молба, со благодарност, искажувајте ги своите проспи пред Бога. И Божјиот мир, што го надвишува секој ум, едноставно, вели Библијата, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Впрочем, браќа, се што е вистинско, се што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква, вели Павле, добродетел, ако е некаква пофалба, мислите на тоа, она што го научивте и примивте и чувте и видовте на мене, правите го тоа и Бог на мирот ќе биде со вас. Филипјаните 4 од 6 до 9. Она со што го храниме својот ум, почитувани, ќе го обликува нашиот карактер. Ако го внесуваме она што е минливо, минливост ќе излегува од нас и затоа Бог сака да имаме позитивни мисли во нашиот живот. Ако ја внесуваме Божјата реч, ќе живееме според Божјата волја. За Христа сведочиме, знаете, и на друг начин со својот изглед. Христијанинот како сведок Христов ги избегнува крајностите на облекување, ќе биде примерен и во самото облекување. Еве како го опишува Библијата и овој сегмент од животот на човекот. Да ако некои не му се покоруваат на Словото, да бидат придобиени без Слово, со однесувањето на своите жени, кои ќе го видат вашето поведение во страв и чистота. Вашиот украс да не биде надворешен во плетење на косата,
во ставање на злато или во облекување на разни облеки, туку сокриениот човек на срцето во непропадливиот украс на кроткиот и мирен дух, што е од поголема вредност пред Бога. Зашто така некогаш се украсуваа светите жени кои се надеваа на Бога, им се покорува на своите мажи. 1 Петрова 3 глава од 1 до 5 стих. Исто така и жените да се украсуваат во пристојна облека, скромно и предпазливо, не со плетенки или злато, или со бисери, или со скапоцени облеки, туку со добри дела, како што им прилега на жените кои исповедуваа дека се побожни. 1 Тимотиева 2 глава од 9 и 10 стих. Едноставноста во облекувањето и украсувањето, почитувани од секогаш било знак за вистинска сличност со Христа. Самата обседнатост со надворешниот изглед обично упатува на фактот дека во нечија внатрешност нешто се случува. Затоа христијаните го одбегнуваат снобизмот и секој облик на непристојност. Едноставниот, добриот вкус секогаш ќе биде прифатен. Идеално би било кога другите луѓе не би биле под впечаток на нашата облека, туку на она што нашиот живот го зборува за Христа. Читаме во Библијата понатаму: блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Матеј 5 глава 5 стих. За Христа сведочиме и со своето однесување. Историчарот Едвард Гибон раскажува како на некој војник, додека Галерий го ограбувал персискиот логор, пронашол кожна торба полна со бисери. Војникот ја задржал корисната торба, а бисерите ги фрлел. Луѓето кои им подлегнуваат на површните задоволства, кои ги нуди овој свет на кој живееме, а го отфрлаат Христа, бисерот од непроценлива вредност и вечното царство кој тој го нуди, се во потешка положба од војникот кој го ограбувал логорот. Не се работи само за богатството кој може да ни се отргне од рацете, туку за нашиот вечен живот. Затоа, драги мои, Светото писмо не предупредува со следниве зборови: не сакајте го светот, нито она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога, Таткото, не е во него. Зашто се што е во светот, и сега набројува Павле, похота на телото, похота на очите и гордоста на животот, не е од растењето од Бога, не е од Таткото, туку од овој свет. А светот поминува и неговата похота, а која извршува Божјата волја, останува довека. 1 Јованова 2 глава од 15 до 17 стих. Сатаната напорно работи да ги позлати најразорните греови и не наведува да ги прифатиме најлошите навики. Понекогаш помислуваме, почитувани пријатели, дека гревот незадржливо се шири низ светот. Зошто проститутките, например, во различни програми изгледаат привлечно? Никогаш не гледаме измачено, исплашено суштество со збрчкано лице, кое ноќе, например, изгубено чекори по улиците. Зошто само млади, стројни, задоволни и здрави луѓе рекламираат алкохолни пијалоци? Никогаш во таа реклама не гледаме пијан човек кој се тетерави од кафеана до кафеана, не знаејќи каде оди. Се чини дека денес најразорните задоволства најлесно се шират со помош на најмасовните и најпривлечните медиуми. Ние не можеме лесно да го прифатиме сето она што го нуди светот. Христос бара од нас да знаеме, да избираме, да бидеме мудри, како што вели писмото, мудри како змии и безопасни како голуби. Матеј 10:16. Потребно е да ги избегнуваме и средините кои се судираат со нашите христијански начела. Читаме во Библијата: не впрегнувајте се во нееднаков јарам со неверниците, зашто што има правдата заедничко со беззаконието, или какво заедништво има светлината со темнината. 2 Коринтјаните
14. Христос сака секогаш да им проповедаме на своите пријатели кои не се христијани. Добрите лични односи представуваат основен начин за проповедање на нашата вера, но затоа ние мораме да бидеме сигурни дека пријателите нема да не вратат на стариот начин на живот. Ако чувствувате потреба да ја скриете својата вера додека се дружите со луѓето, нешто не е во ред. Не е во ред со вашата духовност. Сето она на што му дозволуваме да не преокупира, па дури изборот на забава има влијание врз нашиот духовен живот. Ние мораме, почитувани, да ја знаеме вредноста на она со што го храниме својот ум. Читаме во Библијата: не ќе оставам пред моите очи ништо подмолно, мразам човек кој прави зло, тој не ќе биде покрај мене, вели Давид во Псалом 101:3. Денешните облици на забава се презаситени со насилство и телесност. Живееме во еротиризам, свет на минливи вредности. Сепак се уште постои многобројна извонредна литература која лежи неоткриена. Многу литературни, ликовни и музички дела се занимаваат со основните вистини и ги раздвижуваат нашите најдлабоки чувства. Ако не сме духовно активни, ќе не преплеви она најлошото и ќе ја исполни празнината во нас. Овој факт посебно се однесува на нашите деца. Меѓутоа, ако своите мисли ги храниме со најдобра храна, злото нема да успее да не совлада. Задржувањето на високите критериуми, кога е во прашање она што го внесуваме во својот дом и во својот ум, нема да ја намали нашата слобода. Ако се занимаваме со она што е вистинско, благородно и добро, ќе ги прошириме своите видици. Постојат многу предности кои христијанинот може да го направат среќен и радосен во овој живот. Ке им го покажеш патот во животот, вели Библијата. Во твоето присуство има полнота на радоста. Десно од тебе вечно блаженство. Псалом 16:11. Понатаму, Христа го проповедаме со она што го даваме. Непосредно пред крштевањето на еден верник, пасторот Ричард забележал дека крштеникот се уште го чува преполнетиот паричник во својот джеб. Пасторот го запрашал дали можеби заборавил своите пари да ги остави во собата за подготовка. Денес мојот паричник и јас ќе се крштајваме заедно, објаснил човекот. Тој го усвоил вистинскиот дух на христијанството, помагање на другите. Христијанинот расте додека дава и затоа и самиот Исус рекол: поблажено е да се дава, отколку да се прима. Понатаму продолжуваме со следнава мисла. Како можеме да вложиме во небесната банка? Не собирајте си богатства на земјата, каде што молесот и рѓете ги уништуваат и каде што крадци подкупуваат и крадат. Туку собирајте си, како што вели понатаму Библијата, богатство во небото, каде што ни молец, ниту рѓа уништува и каде што крадци не подкупуваат и крадат. Зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. Матеј 6 глава 19 до 21. Некои луѓе го минуваат целиот свој живот трупајки богатство, а на крајот сваќа дека се може да пропадне за миг, затоа што може би имало црн петок на берзата или едноставно некој деловен неуспех, но на што го даваме за напредок на Божето царство, почитувани пријатели, има вечна вредност. Понатаму, колку тоа што го имаме во припаѓа на Бога. Еве што вели Библијата: Господова е земјата и се што е на неја, светот и сите кои живеат во него. Псалам 24:1. Златото е мое, среброто е мое, зборува Господ на двоинствата. Агеј 2:8. Ние му припаѓаме на Бога од две причини. Тој не создал и со својата крв не спасил
од нашите греови. Читаме понатаму, не се припаѓате само на себе си, зашто скапо сте купени. 1 Коринтјаните 6 глава 19 и 20 стих. Колку ни дал Бог од се што поседуваме. Тој самиот им дава на сите живот, здив и се. Дела на апостолите 17 глава 25 стих. Спомни си за Господа, својот Бог, па тој ти даде сила за да го спечелиш богатството. 5 Мојсеева 8 глава 80 стих. Распнатиот и воскрснат Христос не повикува како негови соработници да им го проповедаме Евангелието на другите, вели апостол Павле во 2 Коринтјаните 6 глава 1 стих. Колку бара тој да му дадеме за подршка на неговото дело. Смели човек да му задржува на Бога, а вие ми задржувате мене и прашувате во што ти задржуваме, во десетокот и во приносот. Донесете ги сите десетоци во ризницата за да има храна во мојот дом. Тогаш испитајте ме, зборува Господ на двојските. Неке ли ви ги отворам небесните брани и неке ли излијам врз вас благослов со полна мерка. Малахија 3 глава од 8 до 10 стих. Десетокот е 10-тиот дел од нашата заработувачка, пишува во Библијата. За земјоделецот или трговецот заработката е приходот кој ќе остане кога ќе се одземат работните трошоци. За вработениот тоа е целата плата. Начелото за давање десеток почитување е морално начело, зашто во него се одгледува нашиот карактер. Ако не даваме десеток, како да го крадеме Бога, вели Библијата. За нас исто така е важно чесно да му враќаме на Бога десеток, како што е важно да бидеме честни во плаќањето данок на државата или во какви било други деловни трансакции. Додека живел на нашиот свет, Исус забележал дека фарисеите одвојуваат десеток и за најситната семка. Иако не ја одобрувал нивната легалистичка религија, тој во Новиот Завет ја потврдил исправноста за давањето на десеток. Читаме: горко вам книжници и фарисеи, лицемери кои давате десеток од нане, копра и ким, а го оставивте поважното во законот, правдата, милоста и верата. Ова требаше да се прави, а она да не се остава. Матеј 23 глава 23 стих. Десетокот почитувани му припаѓа на Бога и треба да се употребува единствено за подршка и довршување на Христовото дело на земјата на која тој ќе се наскоро врати. Така Господ им нареди на оние кои го проповедаат Евангелието да живеат од Евангелието, вели Павле во 1 Коринтјаните 9 глава 14 стих. И ова Евангелие за царството ќе биде проповедено по целиот свет. Зошто? Понатаму вели за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Свршетокот Матеј 24:14. Колку треба да се дава во приносите? Може ќе се запрашате. И така сметав за потребно да ги замолам браќата да отидат пред нас при вас и да го приготват однапред вашиот отпорано најавен дар за благослов, така што да биде готов како благослов, а не користолюбие. А ова го велам, кој се е скржаво, скржаво и ке жнее. Кој се е во благослов и ке жнее. Почитувани, секој нека даде како што одлучил во срцето, а не со жал и не од принуда, зашто Бог го љуби радосниот дарител, вели Павле во 2 Коринтјаните 9 глава од 5 до 7 стих. Приносите или даровите представуваат израз на лично издавање за Господа. Секој треба да се одлучи според своето срце. Бог не наметнува приноси. Ние едноставно самите одлучуваме колку ќе му вратиме на Господа. Затоа Бог денеска не повикува. Тие средства се употребуваат за финансирање на проповедањето на Евангелието. Покрај десетокот,
кој е наменет стрикно или едноставно за таа цел, Божјот план за систематско давање го потпира ширењето на Евангелието, но и нашиот личен христијански раст. Исус дава вакво ветување. Давајте и ќе ви се даде. Добра мерка набиена, натресена, преполнета ќе ви биде дадена во скут, зашто со каква мерка мерите, со таква ќе ви се одмери. Лука 6 глава 38 стих. Верниците небројно пати се уверили дека Бог многократно ги наградува додека даваат. Пасторот Ричардс во една пригода ја раскажал следнава случка. Еден човек кој цел живот го минал во коцкање, присуствуваше на евангелски состаноци во Лос Анџелес и никогаш нема да го заборавам разговорот со него во дното на салата. Извлече куп пари од джебот, $500 и сите ми ги даде велејки: ова е мојот прв десеток. Човекот не беше успешен. Во последните 30 години не работел ништо. Живел едноставно од коцкање, па затоа го запрашав: како мислите да живеете понатаму? Не знам, возвратил човекот, но знам дека на Бога морам да му дадам десеток, а тој ќе се погрижи за мене. И Бог навистина се погрижи за него. Покајанието на човекот беше, вели проповедникот, искрено. Тој целосно се освести и стана среќен во својот христијански живот. Бог се до смртта се грижеше за неговите финансиски потреби. Бог никаде не ветил дека верните ќе станат богати, но тој ни уверува дека ќе ни го даде неопходното за нашиот секојдневен живот. Христос дал се за нас. Затоа, почитувани, сега можеме целосно да му го предадеме целото своје срце. Откријте колкова радост доживуваме кога на другите им зборуваме за Христа, за радосната вест и колку тоа го збогатува нашиот личен духовен живот. Најмил татко, ти благодарам за ветувањето дека ќе ми дадеш радост во животот. Ти благодарам за твојата милост и твојата љубов која ме оспособи да растам. Помогни ми да сведочам за тебе со мојот начин на живот, со давање и работа. Помогни ми да дозволам Исус секогаш да живее во мене. Помогни ми секогаш да бидам подготвен за Христовото доаѓање. За се ова ти благодарам, Господе, во името на Исус. Амин. Помогни раце твој, добар Бог.
И денеска, драги гледачи, сакам да ви понудам Библија, односно дел од Светото писмо. Тоа е библиски четива, книга над книгите, би рекол, интересна книга, делови од Библијата илустрирани со убави колор фотографии за вас и за вашите најмили. Значи, тоа е илустрирана Библија за млади. Ако ни пишете на нашата адреса или ако се јавите на нашиот дежурен телефон 077 819 828, со SMS порака напишете име и презиме, место каде живеете и за ден-два ќе добиете ова книга на ваша домашна адреса или нашите соработници ќе ви ја донесат во вашето место на живење. Доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме бесплатен курс на дописата библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги пријатели, драги гледачи, еве не на самиот крај и од ова наша денешна емисија, Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток во студиото или од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Каварци. Ви посакувам убав ден, бидете благословени и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.